Послание до Филипјаните, глава 1. Павле и Тимотеј, слуги на Христа Исуса, до сите свети во Христа Исуса, кои се во Филипи, со надзорниците и ѓаконите. Благодат вам и мир од Бога нашиот Татко и од Господа Исуса Христа. Му благодарам на својот Бог секогаш, кога си спомнувам за вас. Непрекратно во секоја своја молитва се молам за сите вас со радост, заради вашето учество во проповедањето на Евангелието од првиот ден до сега. Уверен сум во тоа, дека оној кој го почна доброто дело во вас, ќе го доврши до денот на Христа Исуса. А и право е да го мислам тоа за сите вас, зашто ви имам во срцето сите вас, кои сте соучесници со мене во благодатта, како во моите окови, така и во одбраната и утврдувањето на Евангелието. Зашто Бог ми е сведок, како копнеам по сите вас во чувствителното милосрдие на Христа Исуса. И затоа се молам, вашата љубов да изобилува се повеќе и повеќе во сознавањето и во секакво расудување, за да можете да испитувате за она што е подобро, да бидете чисти и безпрекорни за денот Христов, исполнети со плодовите на правдата, кои се преку Исуса Христа за слава и пофалба на Бога. А сакам да знаете, браќа, дека ова што се случува со мене помогна мощне многу за ширењето на Евангелието, така што им стана јасно на целата царска стража и на сите други, дека сум во окови заради Христа и дека повеќето од браќата во Господа, охрабрени од моите окови, се осмелуваат се повеќе да го проповедаат без страв Божјото Слово. Навистина, едни го проповедаат Христа од завист и љубов кон препирки, а други од добра волја. Едни од љубов, знаејќи дека лежам во окови за одбрана на Евангелието, а други го навестуваат Христа од нечесно честолюбие, не со чиста намера, мислејќи да ми нанесат неволја во моите окови. Но што тогаш? Само тоа, дека на секој начин, било дволично или искрено, Христос се проповеда. И му се радувам на тоа, а и ќе се радувам, зашто знам дека ова, преку вашата молитва и помошта на Духот на Исуса Христа, ќе ми биде за избавување, согласно моето цврсто очекување и надеж, дека во ништо нема да се засрамам, но како и секогаш, во сета смелост, така и сега, Христос ќе се возвеличи во моето тело, било преку живот или преку смрт. Зашто за мене живот е Христос, а умирањето придобивка. Но ако и натаму живеам во телото, тоа за мене значи плодна работа и не знам што да изберам. Притиснат сум од две страни. Имам желба да си отидам и да бидам со Христа, што е далеку подобро, но заради вас е попотребно да останам во телото и наполно уверен во тоа. Знам дека ќе останам и ќе продолжам со сите вас за ваше напредување и за радост во верата. И вашата пофалба во Христа Исуса да биде уште поизобилна во мене, заради моето повторно доаѓање меѓу вас. Само однесувајте се достојно за Христовото Евангелие, за да можам јас, било да дојдам и да ве видам, било да сум одсутен, да чујам за вас, дека стоите цврсто во еден дух, дека еднодушно се борите заедно за верата на Евангелието и дека во ништо не се плашите од противниците. Тоа е за нив знак за погибел, а за вас за спасение, и тоа е од Бога, зашто вам ви се даде милост заради Христа, не само да верувате во Него, туку и да страдате заради Него, имајќи ја истата борба, како што видовте во мене, а и сега слушате за мене. Глава 2. И така, ако има некаква утеха во Христа, ако има некакво охрабрување од љубов, ако има некаква заедница на духот,
Ако има некакво внатрешно сочувство и сомилост, исполнете ја мојата радост и мислете исто, имајќи ја истата љубов, еднодушни, со мисли насочени кон едно. Не правете ништо од надпреварување или од суетно честолюбие, туку во понизност сметајте се еден друг за поголем од себе си. Не гледајте секој само на своето, туку секој нека гледа на она што се однесува за другите. Имајте ја во себе истата мисла, која беше и во Исуса Христа, кој иако е во Божјо обличје, не го сметаше како грабнато, тоа што е еднаков со Бога, туку се лиши самиот себе, изеде обличје на слуга, станувајќи сличен со луѓето, и откако се најде во лик како човек, тој се понизи самиот себе и стана послушен до смрт, дури и до смрт на крст. Затоа и Бог го превозвиши и му подари име што е над секое име, и во Исусовото име да се поклони секое колено на оние кои се на небото и на земјата и под земјата, и секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ, за слава на Бог Таткото. Затоа, возлюбени мои, како што секогаш бевте послушни, не само кога сум при вас, туку уште повеќе сега, кога не сум при вас, изработувајте го своето спасение со страф и трепет, зашто Бог е оној кој действува во вас да сакате и да постапувате според неговата волја. Правете се без ропот и двоумење, за да бидете безпрекорни и чисти, непорочни Божји чеда, среде опак и расипан род, меѓу кој светите како светила во светот, држејќи го цврсто словото на животот, за да имам со што да се фалам во Христовиот ден, дека не трчав напразно и дека не се трудев напразно. Но ако и се излевам како налевница врз жртвата и службата на вашата вера, се радувам и се радувам со сите вас, а исто така радувајте се и вие и радувајте се со мене. Се надевам во Господа Исуса дека ќе ви го испратам скоро Тимотеј, та и јас да се утешам кога ќе научам како сте вие, зашто немам никого кој е со иста душа како него, кој толку искрено ќе се грижи за вас, зашто сите други го бараат своето, а не она што е на Христа Исуса. Вие ја знаете неговата докажана верност, дека како дете на таткото, со мене служеше во ширењето на Евангелието. Така, се надевам дека ќе го испратам него, веднаш штом ќе разберам што ќе стане со мене. А се надевам во Господа дека и јас самиот скоро ќе дојдам. Сметав пак за потребно да ви го испратам Епафродит, својот брат и соработник и соборец, а ваш пратеник, кој служи на мојата потреба, зашто копнееше по сите вас и беше нажален, зашто сте чуле дека бил болен. Навистина беше болен, близу до смртта, но Бог му се смилува и не само нему, туку и мене, за да не ми дојде жал врз жал. Затоа го испратив поскоро, да се зарадувате пак кога ќе го видите, и јас да бидам помалку нажален. И така, примете го во Господа со секаква радост и почитувајте ги таквите, зашто заради Христовото дело се најде близу до смртта, излагајќи го својот живот на опасност, за да го надомести тоа што вие не можевте да ми услужите. Глава 3. И така, браќа мои, радувајте се во Господа. Мене не ми е здодевно да ви пишувам исто, а вам ви служи за безбедност. Пазете се од кучињата, пазете се од лошите работници, пазете се од лажно обрезание, зашто ние сме вистинското обрезание. Ние, кои служиме со Божиот дух и се фалиме во Христа Исуса, а не се надеваме во телото, иако и јас можам да се доверам и на телото. Ако некој друг мисли дека може да се надева на телото, тоа јас уште повеќе. Обрезан сум во 8-миот ден
Од Израелевиот род сум, од Венијаминовото племе, евреин од евреите, по закон фарисеј, по ревност гонител на црквата, по правдата на законот бев безпрекорен. Но тоа што ми беше некогаш придобивка, тоа го сметав за загуба поради Христа. Во суштина, јас и сега сметам се за загуба заради преважното познавање на Христа Исуса, мојот Господ, заради кого изгубив се и се сметам за отпад, за да го придобијам Христа и да се најдам во Него, немајќи своја правда, која доаѓа од законот, туку по правдата, која доаѓа преку верата на Христа, правдата од Бога врз основа на верата, за да го познавам Него и силата на Неговото воскресение и учеството во Неговите страдања, станувајќи сличен на Него во Неговата смрт, та некако да достигнам до воскресението од мртви. Не велам дека веќе го достигнав или дека веќе дојдов до совршенство, туку настојувам да го достигнам, зашто и мене Христос ме достигна. Браќа, јас уште не мислам дека го достигнав, но сепак правам едно. Го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта, за наградата на горното призвание од Бога во Христа Исуса. И така, кои сме совршени, мислиме вака. Ако вие мислите и нешто поинаку, Бог ќе ви го открие и тоа. Но по она до кое достигнавме, според истото правило и да бидеме едномислени. Угледајте се на мене, браќа, и гледајте на оние кои одат онака, како што и вие имате пример во нас. Зашто мнозина, за кои ви зборував многу пати, а сега зборувам и со солзи, одат како непријатели на крстот Христов. Нивниот крај е погибел, нивниот Бог е стомакот, нивната слава е во нивниот срам. Тие мислат само на земното, а нашето жителство е на небесата, откаде и го очекуваме Спасителот, Господа Исуса Христа, кој ќе го преобрази нашето унизено тело, да се сообрази со Неговото славно тело, според дејствието на Неговата сила, со која може да покори се под себе. Глава 4. Затоа, браќа мои возлюбени и сакани, радост моја и венец, стојте така цврсто во Господа, возлюбени. Ја молам Еводија и ја молам Синтихија да бидат едномислени во Господа. Да, те молам и тебе, верен другар, помагај им, зашто заедно со мене се трудеа во проповедањето на Евангелието и со Климент и со другите мои соработници, чии имиња се во книгата на животот. Радувајте се секогаш во Господа. Пак велам, радувајте се. Вашата кротост да им биде позната на сите луѓе. Господ е близу. Не грижете се за ништо, туку во се, преку молитва и молба, со благодарност, искажувајте ги своите прозби пред Бога. И Божиот мир, што го надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Христа Исуса. Впрочем, браќа, се што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е на добар глас, ако е некаква добродетел, ако е некаква пофалба, мислете на тоа. Она што го научивте и примивте и чувте и видовте на мене, правете го тоа и Бог на мирот ќе биде со вас. Се зарадував многу во Господа, зашто сега најпосле ја оживеавте својата грижа за мене. Вие и инаку се грижевте, но немавте прилика. Не го зборувам тоа заради скудност, зашто научив да бидам задоволен со она во што сум. Знам да живеам и во скудност, знам и во изобилство. Научен сум на се и во се што, да бидам сит и да гладувам, да сум во изобилство и во скудност. Се можам преку Христа, кој ми дава сила.
туку добро направивте, што зедовте учество во моите неволji. А знаете и вие, Филипјани, дека во почетокот на проповедањето на Евангелието, кога заминав од Македонија, ниедна црква не беше со мене во давање и примање, освен единствено вие. Вие ми испративте во Солун еднаш и два пати за моја потреба. Некако да барам подарок, туку го барам плодот што се умножува на ваша сметка. Примив се и имам се во изобилство. Полн сум, откако примив од Епафродит што ме испративте. Благопријатен мирис, жртва пријатна, благогодна на Бога. А мојот Бог ќе ја исполни славно секоја ваша потреба, според своето богатство во Христа Исуса. А на нашиот Бог и Татко, слава во сите векови. Амин. Поздравете го секој верник во Христа Исуса. Ве поздравуваат браќата кои се со мене. Ве поздравуваат сите свети, а особено оние од Кесаревиот дом. Благодата на нашиот Господ Исус Христос да биде со вашиот дух. Амин.